Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Речиси 100 години трае убавата традиција во Виница, речиси цел град да се трка на Тодорица, празник што со векови се слави во овој град. Популарните Тодорови трки секоја година се одржуваат на самиот празник Тодорова сабота, со исклучок на годинава, кога беа поместени за следната сабота, бидејќи претходната од Министерството за образование беше прогласена за работна, па учениците мораат да одат на училиште, а тие се повеќе од 80% од обично околу 1000 учесници што учествуваат во трките. Но и една недела подоцна од традицијата во саботата на 23 март, градскиот стадион во 10-јадната Виница, каде што се одржуваат Тодоровите трки, беше полн. Се трка околу 1000 виничани и луѓе од виничките, кочанските и од каменичките села, а од трибините ги следеше 4000 публика. А на програмата, покрај класичните, традиционални се и атрактивните стари трки што во овој крај се практикувале пред 50-100 години. Трчање во вреќе, на патерици, клинкање, трчање со врзани очи, трчање наназад, трчање со јајце на лажица во уста, трчање со шише на главата, а имаше и надпревари во влечење јаже и во брзо јадење тортини. Првите вакви трки во чест на Тодорица во Виница се одржале во 1926 година. Станале традиција и се одржувале секоја година. Пред 20 години таа традиција беше прекината, но од 2010 година манифестацијата беше реактивирана и повторно се одржува редовно. Ристе Ѓоргиевски повеќе години е член на организацијскиот одбор на трките. Историјата тие, како што знаам од постарите луѓе од Виница, од дедовци што им кажале, почнале да се организираат во 1926 година. Се одржува до 2010, до 2006 така нешто, правевме некоја пауза од 3-4 години и од 2010 поновно ги обновивме и сега тоа се наставува натака. Ние ова навеќе го правиме за овие младите. Гледате, имаме од детските градинки такмичари, па се до младинците во гимназијата. И во гимназијата по возрастни кои не сте на школа. Виничкиот градоначелник Ивица Димитров истакнува дека ова е уникатна и единствена манифестација на забава и дружба на сите генерации, која е посетена и од жители на соседните општини. Почитувани сограѓани, и годинава со мало поместување заради респект кон обврските на нашите училишта и секако учениците, продолжуваме да ја негуваме една од најстарите и секако најавтентична манифестација во општината, а верувам можеби и во државата, Тодоровите трки. Ме радува вашиот одзив и вашата желба да бидете дел од овој убав настан, во кој сме вклучени речиси сите генерации, бидејќи во овој состав, волкав број, веќе ретко некаде да се собере. Директно во организацијата беше вклучен и Тони Велков, председател на Советот на општина Виница. Општина Виница така е главен организатор на оваа манифестација, но несебично се вклучени приватниот сектор од Виница и од Кочани со нивна поддршка, фирми, угостители и така натаму. Покрај овие работи може да напоменеме дека и оваа организација од хуманитарен карактер, значи станува збор за една наша сограѓанка од Виница. Тука мора да ги пофалиме групата волонтери од Црвениот крст во Виница, кои што ја спроведуваат оваа акција. Значи парите кои што ќе бидат, средствата кои што ќе бидат собрани, ќе бидат донирани за наша сограѓанка, односно за помош која што во изминатиот период настрада во сообраќајна несреќа, така што парите ќе бидат наменети за понатамошно лекување. Меѓу учесниците во трките имаше и многу надпреварувачи со 50, 60, па и повеќе години. По околу 30 години учествуваме секоја година кој има трки. Тоа од дете сами помалото правехме и трчихме. Имате го си некај? До сега се проба, ќе видите. Во трката Златно доба за дами победи 52 годишната Светлана Јованова од селото Градец. Јас сум Светлана Јованова од село Градец, учесник од Златна доба и сега сум на првото место.
По 4-ти пат сме учесници од Златна доба. Јас сум 52 години. Оние што освоија прво, второ и трето место во сите категории добија награди. Пред и помеѓу трките настапија пејачи и групи, а додека траеја трките, поддршка на надпреварувачите им даваше дувачки оркестар. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk